Кумановскиот оџачар Амзи Рушитидино и годинава продолжува со хуманата мисија. Планира да исчисти символично 63 оџаци на домови, односно на граѓани кои што ќе му донесат уплатница дека донирале на сметката на Сдруженијето на граѓани 16 март Кучани. Целта е со собраните средства да се изгради спомен обележје во Кучани во чест на 63 жртви на пожарот во дискотеката Пулс. Во меѓувреме планира да организира и хуманитарна музичка вечер со кумановски естрадни уметници. Минатата година јас имав една мисија во Кочани од 2 до 5 мај, каде за мене успешно е завршена, иако лично не сум задоволен од таа мисија. Се знае зашто зборуваме за овие од дискотеката Пулс, децата што изгореа таму, имаме толку голем број на повредени. Ова година таа иницијатива сакам да ја спроведам во Куманово. Ајде да видимо ми кумановци колку сме хумани. Да дадемо и ми наш допринос од Куманово, со што ја ќе помогну да очисту 63 оџака у град Куманово, а средства да се уплати на овој жиросметку овдека. Свакој ќе ми донесе уплатницу дека уплати, ја ќе иду механички ќе му го очисти оџак. Значи, состои ми ќе дадемо како град Куманово наш допринос. Покрај тој, у преговори сам с наши естрадни уметници у град на Куманово, исто така со ресторан Грација, кој е спремен, значи и тие ми дадоа дозвола да направиме една вечер, хуманитарна вечер, за истата цел, кои средства ќе бидат наменети за оваа цел. Се слушнав телефонски со Нино Величковски, Маргица Антевска, тие се изненадени и велат дека идејата е многу убава, меѓутоа ќе бараме термин кога има слободен термин во Грација, исто таа вечер. Јавно ги повикувам сите бизнисмени од град Куманово за оваа цел да дадат својот допринос. И граѓаните на град Куманово. Јас искрено колку го познавам градот Куманово, јас сум тука роден, тука израснав. Знам дека ние секогаш бевме хуманитарни во вакви акции. Најголемата наша хуманост, вие се доста млади непазници, 63-та година ја дадовме кога беше земјотресот во Куманово. Исто така, многу нашиот град, нашите кумановци ќе чујат некаде во границите на своите можности тие помагат. Верувам дека и сега ќе биде исто така. А кога кажав дека од Кочани не сум благодарен, не сум задоволен, односно, иако големи поздрави до градоначалникот, до Црвениот крст, до пожарната екипа, до сите таму кои ми помогна, значи да реализираме, меѓутоа луѓето беа во стресови, верувам дека беше така, целиот град беше во стрес, имав ужасна слика таму што видов, беа во стрес и на нив не им дојде сега да чистат оџаци во тој момент. Верувам дека кумановци ќе излезат. И со вашата помош, верувам вие ќе ми дадете малку крилје за да можам и јас да полетам. Дај Боже да ме држи здрави и до година и наредните години сите заедно да направиме вакви и слични хуманитарни акции. Не дај Боже да ги има вакви од оваков тип, него хуманитарни акции од некој друг тип. Крај мене имам уште 4-5 кои работат вака, нелиценцирани, не запознаени во работа, него секој се снаоѓа на свој начин, меѓутоа и има, значи, наши стари кумановци кои останало уште од татко ми, негови муштери, така да кажам, викат. Јас сум задоволен сум, но додека ме држи снагата, ќе помагам, нека ме вика. Мината година за време на изборите, 116 оџаци очистив за социјалните случаи. И тоа ги одбрав и сега јас ги бирам. Самохрани мајки, деца со посебни потреби, социјални случаи. Кој ми покажуваше дека има сметка од социјално, јас сум им ги очистил оџаците. Ете, тоа е мој допринос што можам да дам.